Во време на пандемија, кога им е најпотребна, тетовци повторно се соочуваат со недостиг на вода за пиење. Речиси 2 седмици во 2 наврати во текот на денот има неколку часовни рестрикции. Граѓаните мора да полнат резерви, но истовремено и да внимаваат да не им се расипат електричните уреди, како машините за перење облека и садови, поради фактот дека прекините настануваат во време кога има ефтина тарифа на струјата. Бидејќи ваквата состојба воопшто не е нова за нив, тие се револтирани и прашуваат како градот под шара нема вода. Недостиг тоа и тоа превише. Недостиг вода. Шарот има вода колку сакаш, а Тетово без вода. Тоа нема у свет такав. Убавина од шарот, ама луѓе нема што може тоа да го прави. 3 недели смо немали вода, 2 сата у 24. И може да замислите каков е животот без вода. Поготово сега во време на пандемијава. Со шишиња, балончиња полнимо у купати да редимо. Како се снаоѓамо тоа е. Тешка работа е. Имаме рестрикција, да. И секогаш се пазиме да не дојде некој штетување на мислим на електрични, водоводните машина за перење ќе работи тоа. Цел град е со вода рестрикции има стално. Под шара смеја вода немаме. Тоа е еден парадокс во Тетово да плива во вода, а да немаш вода. И што ќе биде понатаму, како е, не знам. Па изгледа и владата е крива за тоа. Дава под концесија мали поточиња за хидроцентрали, а една хидроцентрала мала не може да произведе струја да снабдува 20-30 куќи, а остава цел град од 100.000 жители без вода. Овој пат не се работи за дефекти, туку едноставно нема доволни количини вода во изворите, велат од јавното комунално предпријатие. Кога ќе се нормализира водоснабдувањето зависи од временските прилики. Од поранешната практика и искуство што го имаме ние во нашите предпријатие, изворите обично се зголемува производството на вода од изворите во месеците април, меѓутоа поради продолжување на периодата на започнување на пролетта, заради ниските температури, кои што се во високите превели, од кај што ние се снабдуваме со вода, каде што не се изворите, ние имаме фактички продолжување, ни се одложило времето на пристигнување на тие количини кои што се потребни на град. Иако активисти од невладините организации во повеќе наврати реагираа дека малите хидроцентрали се причина за проблемите во водоснабдувањето, премиерот Зоран Заев при неодамнешната посета на Тетовскиот регион уверуваше дека тие не се причината. Ниту една мала хидроцентрала не ја троши водата. Таа врти турбина и продолжува понатаму. Проблемот со водоснабдувањето во Тетово е децениски. Пред извесен период, поради лизгање на земјиштето, се случија поголеми дефекти во мрежата во Лешница, кои ги оставија граѓаните без вода за пиење со денови.